Последната недела пред Великден е страдална недела. Според православниот христијански календар, денес е Велика среда, денот кога Јуда го извршил предавството. Православниот црковен храм Свети Великомачени Ѓорги од утре, Велики четврток, започнува со светите божествени литургии. За празнувањето на најголемиот христијански празник Великден, еве што вели ѓакон Димитар Арсовски од православниот храм Свети Великомачени Ѓорги. Веќе влегуваме во оној циклус на празнување и на богослужби кои ротираат околу најголемиот христијански празник, празникот Воскресение Христово или Великден. Како секоја година, така и ова во храмот посветен на Светиот Великомачени Ѓорги во Кочани, според типикот кој што е пропишан од Светата православна црква. Во четврток со почеток во 7 часот ќе имаме утрено богослужение кој ќе продолжи со литургија, по која што ќе има општ маслосвет. Вечерта со почеток во 18 часот ќе бидат читани 12 страстни евангелија. Утредента во петокот, на Велики петок или Распети петок, ќе се служат царските часови. Потоа со почеток во 18 часот, може да со мало задослување во зависност како ќе биде напливот на верниците, ќе биде отслужено опелото или оплакувањето Христово. Утредната во сабота со почеток во 7 часот ќе има Света Василиева литургија. За подоцна во како секоја година со почеток во 23 часот и 30 минути ќе се отслужи празнична полунокница, ќе биде извршена литијата околу храмот, прочитување на Светото Евангелие и кажување на радосната вест дека Христос воскресна. За потоа да продолжиме со пасхално утрено богослужение со Света Воскресенска литургија. Значи апелираме, користиме оваа прилика да истакнеме, да кажеме дека многумина од верниците мислат дека со завршувањето на кружењето со литијата околу црквата дека целото богослужение завршува, но напротив, токму богослужението започнува по, да речеме, завршувањето на литијата и ги покануваме сите да останат на литургијата, бидејќи, како што знаеме, начинот на кој православната црква празнува е литургиски. Веќе во понеделник со почеток во 7 часот ќе се отслужи празнично утрено богослужение, за потоа во 8 часот, како секоја година по традиција е најавено присуство на неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички господинот Иларион, кој што ќе отслужи света златоустова литургија во сослужение со повеќе свештеници од епархијата. И во вторникот на третиот ден Великден света златоустова литургија. Потоа во петокот на празникот Источен петок Балаклија ќе се отслужи исто така света божествена литургија, по која ќе биде извршени водосветот, со што завршува, да речеме, оној циклус на великденски празнувања. Апелираме сите оние кои што сакаат да пристапат кон светата тајна причест, најпрво да се консултираат со своите духовни отци, да побараат благослов, да се исповедаат и достојни да пристапат и да се причестат